Во Македонија, освен на собирите, повеќе и да нема како да се надпреварувате. Денес единствено може да фатите зелен бран, а како подкатегорија да избегнете казна од SafeCity. За разлика пак, во 1977 година со вашето Фикио PZ или Мини можело да се надпреварувате во рели на прецизност и спретно возење. Денес од центарот на град Скопје, тоест плоштадот Јадран, ќе започне централното рели на ВМ Classic. Ние ќе учествуваме со ова BMW 730i E38. Она што другите учесници на релето не го знаат е тоа дека во Крушево, на истиот полигон како во 1977 година, сите ние учесници ќе треба да го положиме испитот за спретно возење, кој што се нарекува гимкана, но од овој момент ќе го нарекуваме ретрокана. Целта на ВМ Classic е всушност истата цел на ентузијастите од тоа време: дружење, забава, спорт и возила. Сега се уклучуваме плоштадот, каде што Марко ќе ни ги објасни сите правила за релито. Добро ќе беше ти да не беше болен 4 недели, цело време да ти беа затнати ушите и што правеше вака. А добро ќе беше ти да не се исклучуваше кога ќе видиш теренец, особено Вилис. Кај има Вилис? Што ви кажав, останете со нас. Први да ви посакам добре дојде на сите учесници, на сите љубители на класични возила. Ова е прва трка од државното планирано првенство со историски возила. Организатор на надпреварот е ВМ Classic. Марко ќе одржи мал брифинг и ќе ви објасни околу правилата, уште еднаш ќе ви напомена. Пред се да возиме безбедно, да возиме мирно, тргаме од Скопје, преку Велес, стигаме во Прилеп ќе има изложба, доаѓаме во Крушево ќе се одмараме, ќе уживаме, утре има други активности и нека ви објасни Марко. Почитувани учесници, ви благодариме на сите за учеството. Во врска со ова рели ќе се одржи во 3 етапи. Првата етапа ќе тргне од тука на сквер Јадран, ќе заврши на Макоил бензинската пумпа поред автопатот Пријателство, од време трајање од 1 час и 10 минути. Втората етапа ќе тргне нормално од Макоил бензинската пумпа поред автопатот и ќе заврши на Крушумлихан Прилеп плоштадот Камен Бина. Ќе има време трајање од час и 20 минути. Третата етапа ќе почне од Крушумлихан плоштадот во Прилеп и ќе заврши на паркингот пред хотелот Монтана во Крушево. Таа исто треба да се извози за 50 минути. Во врска со правилникот на релито, за ова е рели на прецизност и имаме некои нови правила за оваа година со цел да биде малце поригорозно и пострикно и да биде покомпетитивно за сите. Сите надпреварувачи ќе тргнат од настартни интервали од 1 минута. Значи дека судиите ќе ве пропуштаат на секоја минута ќе пропуштаат по едно возило. Сите имате дигитални картички, кога ќе пристапите на стартно-целната рамнина, треба да излезете од возилото и да ги предадете на судиите да ги откуцаат. Со тоа можете да го стартувате. Забрането е задржување на стартно-целната рамнина, забрането е запирање во видик на судиите и исто така забрането е чекање со возило во видик на судиите. Штом судијата ќе почне да мафта со црно-бело знаме шаховница, тоа ви го кажувам на целта, веднаш мора да пристапите кон него. Нека ви е со среќа над преварот и се гледаме на наредната етапа. Road Machine Lovers, добре дојавте на релито на олдтаймери организирано од страна на ВМ Classics. Ние овој пат имаме чест да учествуваме и тоа со едно од нивните возила од нивната идила и заедно со Стефан ќе ве носиме 2 дена на прошетка низ Македонија. Стефан, како ти се свиѓаше до сега настанот? Супер, видовме доста интересни возила, некои што во иднина ќе ги интервјуираме, ќе ги покажеме на каналот. А сега ни предстои една интересна дисциплина. Малце ние не сме навикнати поспоро да возиме него обично, ама ќе се потрудиме. Првата етапа што треба да ја возиме саат и 10 минути. На Google Maps дава 59 минути, а јас и Стефан знаеме да ја возиме доста под тоа време. Ако има потреба, мислам. Ние често возиме под времето на Google Maps, сега треба неколку минути под, нели? Да, сега малце подруга тактика. Значи, како почнува релито, секој од автомобилите има свој број и така и тргнуваме всушност. Пред нас е црвениот кадет што го снимавме на Марко. Тој е со реден број 8. Ние сме следни и секој од нас треба да излезе, дали возачот, дали сопатникот, доколку го има, како што ќе го направи тоа сега Стефан. И Стефан ја куцнува картицата. Штом ќе ја куцне картицата, трката веќе почнува. Идејата позади трката е шоферот треба? Ти треба шофер? Јас треба. Ајде шофер. Ајде. Држи. Шоферот треба сепак. Кажувај кога? Може. Сега. Фала. Почнавме, имаме саат и 10 минути. Шофер, кајш?
Ајде, Не се брзај. да, имаме време. Имаме време напред. Заборев на каква трка сме. Значи, во овој случај шоферот требаше да излезе да ја куцне картицата и така започнува всушност настанот, почнува времето кое што треба да го поминеме. Уште една штука не коснува за да излеземе од рампа. И сега одиме каде? Се одиме на бензинската пумпа Макоил во Велес. Тоа ни е прва етапна точка, па се гледаме по пат. Токму така. Се гледаме на цел на наредна етапа. Ќе победиш? Не знам, ќе видиме. Ќе се потрудиме и ние. Тоа од вас очекувам. Ние сме на колку? На 45 километри од првата цел. Моментално имаме стратегија следна. Возиме до Возиме до кај Стојанов мост, таму на паркингот ќе се кампираме и во заседа ќе ги чекаме сите учесници. Нашата стратегија е да бидеме брзи до одредено место, а после да ги фатиме убавите моменти на настанот и пак на крај да стигнеме таман. Да, еден од нас цело време ќе прати кој е arrival time на Waze и ќе гледаме да не го утнеме времето. И знаеме дека се ова класични возила и знаеме дека можеби треба да земеме карта за да пратиме време, ама Сега спојна модерно и класично. ова е young timer, така што е Да. дозволено. Дозволено. Одредени вакви седмици доаѓаат и со навигација, не оваа конкретно, така што таа тогаш би имала хипотетички да речеме дека имаме и ние. Вградена карта. Да, ја користиме таа. Така е. Имаше рил жена ми што ми го има пратено. Едно човече седи на автобуска и му стига порака до кај си, еве сум на автобуска, му враќаат на пораката, ајде биди побрз. И човечето почнува побрзо да чека. Така што јас се осеќам дека како побрзо да чекам, односно побрзо да чекаме да стигнеме до целта. Интересно е што можеш да се опуштиш Уживаш у патот наместо да го бркаш. и да се вратиш малце назад во времето кога немало две ленти, кога немало вакви убаво асфалтирани патешта, кога колите биле поспори, кога било важно да се стигне, а не кога да се стигне. Исто и сега важно тоа, но сепак знаеме сега со сите навигации и така натаму кога каде би били и во колку време. Малку со страф ја пуштивме климата во автомобилов, ама очигледно работи. Очигледно работа, Камена. да. Има фреон. Да, тоа е позитивно. Сигурно на Марко климата му се овие прозориве што се тилтаат од страна. Го снимивме преска, не знам дали му беа отворени, ама веројатно сега на автопат сигурно ќе ги отвори. Него му се на копче, ама копчето е некако Да, рачно. да. Копчето не знаеме кај не може да го најдеме. Се приближуваме сега на Батарина. До сега возевме некаде околу 30 под дозволеното. Сега ќе возиме колку дозволеното, бидејќи сите други возат поспоро, за да можеме да го исполниме планот. Се гледаме на првиот наш питстоп. Го видели едва скецот? Фабрика, мислиш сега излезено? Да, баш кога го забележа, го гледам оддалеку, он дое некаде на крај. И го гледаме оддалеку и ја и Стефан и гледаме дека изгледа како да е прва фарба. Ама ај викам, ретки се тие коли. И кога излезе го видели како на што седеше човекот. На чаршафи, на крпи. На крпи. И кога го прашав дали е оригинална состојба, кога ми кажа дека е 50.000 километри ми падна велицата. Значи колата е минт, фул оригинална внатре, оригинални седишта, ништо не пукнато, била гаражирана прва боја, изгледаше дека е полирана. Го прашавме, рече дека ништо не е правено на незе. Па дури патосниците. И не ми се веруваше, два пати го препрашав дали теписонот е оригинал, затоа што не сум видел толку сочуван теписон на E20 Кец. Не се возела, едноставно се Не чувало. се возела, да. Била на некој доктор, татко им успеал некако да ја земе. Преку човек. Да, преку човек, стандард, таквите сделки одат секогаш преку човек. Секогаш преку човек. Да се надеваме дека во иднина одредени сделки ќе одат и преку Road Machines, а тоа веќе е можно. Одредени, отидоа, одредени се во Да, процес. одредени отидоа, Toyota отиде, X6 M-от моментално е на продажба, може да се види во Redrive. M2-ката на Андреј веројатно ќе биде веќе излезено, тоест излегува во недела кога го снимаме ние, тоест утре ќе излезе видеото со Андреј за M2-ката. Таа е моментално на продажба. M5-ката на Ристе е на продажба, таа ја немаме целосно снимено, ама нешто сме во преговори со Ристе. Ристе, ако слушаш, мора да се договориме, брат, ми остана у срце M5-ката. Види, Тојотава ни некако ни квари и просек. Почнавме со незе, ама некако све на БМВ оди работа. Отидовме од крајност до крајност, од нај-reliable кола до нај-не-reliable коли. M-Cars. И сакале или не станавме место за продажба на M-коли. Сакале.
Одлично, на време стигаме точно кај првиот наш пит стоп за да можеме да ги снимиме дечките. Го паркираме нашиот брод. Ајде да гледаме инсерти од тоа што све денеска се вози на настанот. Ајде. Ајде кратка пауза. Кратка пауза. Абе, си ја барам програмата. Сите на пауза. Да чуеме кој е прво возило тука. Не знам, вие сте прво возило, кој што гледам. Како беше по пат? Многу добро. Многу добро, ама некој го тупат извиди вака што мораме затоа што не може а па ипак автобусе не може до 40 да возиш. Да, да. Не шанс. Запушиш таму карбуратор. Како по пат? Супер. Се окей? Браво си. Првиот наш пит стоп е завршен. Ги фативме повеќето од учесниците на дело како поминуваат. Сепак и ние се надпреваруваме и гледаме најдобро во нашите можности да се потрудиме. Сакаме и Така ние да не можеме победиме. сите да ги чекаме и нека ни простат. Нека ни простат, ќе ги снимиме таму кога ќе стигнеме ние точно на време. Сите Така. после нас. Бидејќи секако сите автомобили одат со одредена разлика измеѓу возилата, те тргаме неколку минути покасно и веројатно таа разлика ќе биде доволна за кога ќе стигнеме ние да ги снимиме тие што не ги фатиме. Од возило до возило 1 минута Да, генерално беше стартно, така да од прво до последно може да се соберат 10-20 минути. може да. Како ти делува воžњата на оваа седмица? Луксузно. Морам да признам луксузно. Иако не е во највисокото ниво на опрема, се гледа зошто овие возила се толку посакувани. Моментално пишува дека има 246.953 и мислам дека се реални. Ова возило не се вози секој ден, иако е така регистрирано, не е регистрирано со олтајмерски таблици, бидејќи е македонско возило и нема потреба моментално. Ама и не е постаро од 35 години. И не е постаро од 35 години, точно. 94-та година е произведено. Но вистина ми се допаѓа, јас сум изненаден од комфорот, мислам, внатре во просторот во возилото. Ова реално е многу помало возило од новата седмица. Па и полесно. Има влезено во новата седмица, најновата. Прво дизајнот далеку по футуристички. Ова е навистина класичен дизајн и според многу најубавата седмица. Позната е историјата дека познати личности имаат возено, младите генерации знаат дека тупак има и загинато во едно вакво возило. Ау, да, Да, го имаат во Америка. Всушност од таму и доаѓа целата таа приказна позади нив што надалеку позната дека се гангстерски коли. Па добро и сега по Да. минатото 90-ти години Да. тие што можеле да дојдат до возилата ги користеле за одредени активности. Има Да. и многу голем гепек. Удобен. Да, удобен, веројатно, не знаеме, Не сме знаеме биле за ни. уште таму. Сакав да кажам дека често вторите собственици на овие автомобили биле во сивата зона на историјата. Се надам дека не изгледаме така моментално, Воопшто не. со бели маички. Воопшто не. Иначе на вистина интересно да се вози ваков автомобил и ова е стварно многу добар примерок. Можам да кажам дека е некаде на 80-85% од она што би можел да биде. Малку му фали да се освежат Да. некои делови за да си го врати сејот во Да. потполост. Иако амортизерите се добри, има значителна промена би се случила доколку тие се променат. Овој автомобил е во возна состојба и штом се вози за вакви кратки временски интервали е одличен, безбеден автомобил, значи кошниците се одлични, но знаете што се осеќа, тоа сакам да се надоврзам. Се чувствува глаткоста на овој автомобил. Значи овој автомобил не е направен за да го дрифтате вие, иако ова 3.0 мотор има некаде од прилика измеѓу 207-218 коња. Мислам дека во различни варијанти дали е при фейслиф или фейслиф, тоа е и разликата во коњажа. Иако е нели голем мотор, тоа е многу сталожен, многу смирен, многу глатко ги постигнува брзините и иако ова 5 брзини менувач, сепак не е бучен на 120 на 130 во оние дозволени брзини на нашите автопатишта. Е доволно модерен автомобил за да може да се користи секој ден. Не е толку аналоген да мора да бидете и вие сервисер за да знаете како се вози. Едноставно ставате клjuč,
водач, палите и возите. Има централна брава, нормално има одлично озвучување, има ретровизори на струја, има soft close на багажникот, има опрема Удобно која што го се. прави да биде комфорен, да биде удобен и да може да се користи. Стефан, ти како ти се допадна? Знам дека сега моментално не возиш, ама вчера имаше шанса Добро, да го од провозиш. краткото искуство што го има вчера, после перењето, можам да кажам дека ете сепак седмица седан има одредена удобност, дава одредено чувство на сигурност во сообраќајот и тоа не може да се одземе во никој случај. Тој квалитет што го имаат направено тие години до ден денеска се уште се чувствува. Баш се смеевме со Марко вчера дека има некој мирис на пластелин. Порано во минатото имавме можност на кратко да поседуваме Opel Senator со обавиот коцкаст грил. Тој исто така мирисаше како овој автомобил, исто беше со превртена кожа и ми се будат многу интересни спомени од кога бев дете, кога се возевме низ Охрид со чичко ми, иако нели не е препорачливо, се возевме како мали деца горе на кровот. А кој бил од плажите до Охрид знае колкава гужва е, така што не беше тоа нешто толку страшно да се вози, ама за нас како деца супертучет ми ни остана во мемориите за секогаш. И Тоа само деца од 90-тите го знаат. да, па да се надеваме дека ќе има нашите генерации исто така ќе може да си приуштат да ги сочуваат овие автомобили за да можат и многу од наредните генерации да може да ги видат, да не биде ова некоја чудна појава како E20 кецот во оригинална состојба што го видовме. По ние што се чудевме сега. Да. Океј, станува интересно, заглавивме малку на патарина. Се доаѓа оно за што сме спремни. Да. Значи, тајмерот ни покажува минута 2, 1 час, 2 минути. Па фактички 7 минути имаме за да стигнеме, 7 минути имаме за возење. Да. Нешто што Мапата сме вика добри. 8. Да, ајде да видиме дали ќе стигнеме точно на време. 13 километри остануваат за возење. Седмицата плива. Седмицата плива, сега е во полнек, на едни од најубавите според мене кривини за возење низ Македонија. Овој пат го возам често, бидејќи често одиме за Велес. И го знам и го возам без скочење, што се вика. Со затворени очи. Да, не сум пробал, ама веројатно можам. Немој да пробаш. Добри сме, бе? Па, ќе закасниме неколку секунди. Нема да закасне. Он Малце не порано. успорува. Не сме порано, таман сме. Чекај, дигам Пази, рачна. пази, пази. Каси. Рачна, картата. Колку секунди? 10, 9. Чекај. Како си, добар? Може? Може. Да. Браво, тргај. Одма тераме? Терете, позади го. Отвори. Марко. Посадниче со А застануваме на бензинска, ајде. Колку беше кога титнав? Толку? У секунда може. Што збориш? У секунда. Го фативме у секунда, браво. Ха, преако. Добри сме. Кој би знаел дека е волку забавно ова? Кој би знаел дека е волку забавно споро да Чекај возиш? доле да се симнеме. Да. Ова беше доста поинтересно од што мислам. Еве од возбуда. Ми се изгаси колата. Минус аура. Не, нема врска, никој не виде. Сите овие возила стигнаа без никаков проблем до овде, на првата етапа, после сати 10 минути од како тргнавме од Скопје. И на вистина изгледаат одлично на овој убав сончев ден. Последните неколку минутки од надпреварот беа на вистина бурни, бидејќи додека не стигнеш до тој момент каде што на вистина времето значи, сваќаш колку си бил спор повеќе од што требало или побрз од што требало. Ние бевме малку поспори, бидејќи снимавме возила и последните 2-3 минути можам да кажам дека беше многу напнато. Како што вика Марко од VM Classics, најефтиниот мотоспорт. Зошто? Бидејќи најмалку не удира по джебот во однос на бензин во овие тешки времења Јас се возам со Мари. или дизел, а го имаш истото доживување на крај. Секогаш кога нешто е временски ограничено и е надпревар, секогаш е интересно. Независно дали сте со споро автомобилче, како оваа застава, или некое вакво мокно седмиче.
наближуваме кон новото исклучување за Прилеп и сме упатени кон Куршумлијан или Камен Бина во Прилеп. Таму е следната етапа, каде што ќе се задржиме некаде околу пола сат 40 минути за прилепчани да можат да ги видат овие убави класици. Како што гледате, Стефан има сега чест да вози. Во овој момент ние не знаеме дека најголемиот прекршок во едно рели е навигаторот да го превземе возачкото седиште, кога за тоа нема оправдана причина. Дозволено е ако и само ако возачот има здравствен проблем, како на пример повреда или слично, што го невозможува да ја заврши етапата. Но ние нема да се откажеме. Знаеки го ова, одиме за Мостар. Повеќе среќа следен пат. Сега јас сум позади воланот со некои мирни, но удобни 80 и нешто, скоро 90, најспоро до сега што сум возел на автопат. Да, дури се прашувавме Дали воопшто возиме? дали смееме да возиме 80 на автопат, Дали мислам дека тоа смееме? е. Гледаме да го исполниме времето што ни е во целта, стратегијата е иста, ќе стигнеме порано до одредено место, таму ќе ги фатиме учесниците на дело и продолжуваме. За минатата етапа мислам дека бевме во секунда точни, Да, ќе ќе покаже видиме, крајниот ќе покаже резултат, времето. али вака ми делува дека сме таман. Оваа етапа се вози саат и 20 минути. Реално од почеток, ако се вози по табли, е некаде околу 50 минути. Има пола саат простор каде што може да се Ужива во да патот. се ужива во патот, да снимаме малку, да ви покажеме како изгледа тоа, како изгледа дружбата на овие автомобили на автопат. Дискутираме сега со Стефан што е паметно да направиме, бидејќи лесна беше претходната стратегија затоа што директно сме на автопат и до последна секунда онака стварно можеш да Стартираш. смениш нешто. Да. Сега за Прилеп може да те фати гужва во град. Ние сме некаде околу 10 на минути порано. Сега треба да видиме како да ги утепаме тие 10 минути паметно, а при тоа да не каснеме. Јас мислам дека треба да влеземе од вториот влез на Прилеп и од таму да влеземе десно. Ама дали имаше како обиколница некоја мини обиколница? Не, нема обиколница, тоа патот за на кај Битола. Тие што се од Прилеп Периферен излagaат од пат таму, кај што да. не би заглавиле. Да разјасниме кога се добиваат плюс минути, а кога се добиваат минус. Верувам дека гледачите има некои што не им е јасно. Мене не ми е јасно. Стефан? Логиката е следна. Генерално, нели, во спортовите, најбрзото време дава најдобар резултат. И сега тука, во оваа дисциплина, ако стигнеш некаде прерано и ако добиеш казна за тоа, нели, логичко е да ти се додаде време, ама со тоа може да се случи да добиеш на крај време што е еднакво на правилното. И затоа они одлучуваат дали ќе ти додадат време или ќе ти одземат време. И така се компензира тој момент, затоа што можеш да стигнеш порано, да имаш помало време, а при тоа да заработиш казна, со казната да ти додадат време и ти да испадне дека се стигнал баш на време. Не знам дали е јасно, малце е збунувачки, ама има логика. Слам правилна одлука. По принцип, кога секој спорт треба да бидеш побрз. Ако направиш некоја грешка, ти додаваат време за да бидеш помалку побрз. Побавен се виката. Да. Това. Ама ние размислуваме све убрзина и Да. имаме само брз и помалку побрз. Значи, ова е толку комплексен проблем за нас, што треба поспора да стигнеме нека, што прески имаме дискусии у кола и не може Правиме што се- пресметки. Да, правиме пресметки, Google, Chat, GPT и све прашуваме по пат. Мислам дека првата етапа до секунда бевме точни. Да. Ако е штоперицата точна, титкањето на картицата точна, да, точна. точно. Кога ги гледам стариве олдтаймери како се возат, ги замислувам времето кога биле нови, колку било интересно да видиш нешто вакво некое парче технологија. Ама дали мислиш дека тогаш луѓето го имале тоа чувство како ти што го имаш денес, затоа што земаш друга референтна точка за споредба? Мислам дека имале многу подобро чувство, затоа што ти гледај денеска колку многу електроника има, колку многу технологија има. Некао порано, да речеме до 2002-2003 година, кога ќе видеше кај некој човек телефон, некоја Nokia на пример, некоја бесна Nokia, беше стварно парче технологија што ретко можеш да се сретнеш со него. Предпоставам ама дека било исто и така, особено со овие возила што не биле од Југославија, значи Мерцедес и А добро, тој момент да, Тamo имало јас 100 мислев, кецови, 100 јас мислев на тоа лади. ниво, значи едноставно луѓето биле навикнати како што денес сме навикнати, не знам, Kia Sportage гледаш и ништо Да, Kia посебно не ти Sportage се. гледаш и тоа Извинете, е тоа, да. ако имате Kia Sportage, ама Да, не, ништо мислам, посебно. Ништо, мислам, одлична кола
Тоа е Да. за секој ден, не е нешто што Како што еден наш следбеник вика, кола кола од точка А до точка Б. Да, баш, Знаеш кој знае кој. Тоа не е спорно. Може би бил впечатлив некој Мерцедес ваков, Да. некоја BMW седмица на пример како Да. ова. Значи во јатото на Како лади сега, на пример, застави и да слично. видиш хајперкар некој во Скопје, на пример, Да. или што е невозможно, мислам дека немаат стигнато. Може би не ги возат само хајперкар во Скопје, може би некој има. Не верувам дека има некоја на македонски таблици. Имаше едно Масерати, не знам дали се важи тоа како хајперкар, не знам кој модел беше бело. Ама мислам дека не е од оние хајперкар с хајперкар. Добро, сега Верувам дека нема се- Пагани, на пример, у Македонија. Се гледа по некој Ламборгини, значи се наоѓа. Па добро, е Ламборгини веќе колку е, знаеш. Зборам за некој бренд што стварно ретко можеш да го видиш, што се ниски. Па не знам, еве, Астон Мартин некој или... Ете, Астон Мартин се поред, ги знам дека имаше еден порано во Штип, па беше на оглас, веројатно е продаден некаде низ Скопје. Бугати, такви Вейрони, мислам дека такви работи не има во Македонија. Кај нас Rolls Royce е реткост да видиш. Како на пример сега да видиш некој добар Rolls Royce постар, може би било како кога би го видел Мерцедесот во 70-тите. Мислам дека така се чувствувале. Дури тогаш и тие што не биле ентузијасти, кога ги гледале овие коли, ги гледале со вџашување, заради тоа што сепак стварно технологијата не била толку достапна, се било, знаеш, аналогно. Добро, и начинот на кој што сламлуѓето можеле, ете, само да ги видат на пат, евентуално во некое списание. А денеска можеш да отвориш YouTube, на пример, да ги видиш сите коли, Да. или па да пуштиш некоја игра како Assetto Corsa, да ги извозиш Да, сите да. коли, мада виртуелна, ама пак. А порано гледаш, не знаеш што гледаш. Ако некој не ти каже, може Да. да не знаеш. Сега пред нас има една колона формирана од два камиона, Што така може да не ги зезне математиките. да, може и да ни помогне да утепаме некоја минута, ама може и да не ставим така малце во тесно. Значи сега сме некаде на помалку од 2 минути. Се Пред доаѓаме нашето време, во да. нашиот елемент. Сега веќе станува трка. Пред нас некаде е Марко, а Марко се куцна после нас. Значи ако стигнеме ние после Марко, касниме. А ако сме пред Марко или блиску до Марко, Значи сме таман. сме таман, имаме шанси. 16 минути до 0, 11 минути вика, добре, значи фативме малце пейс, али секако тие 5 минути што сме понапред, позитивно за нас, затоа што може да заглавиме во град. А Така вака е. си оставаме малку време. Малце просто затично. 10 минути, 13 до тачдаун. 3 минути сме порано. Ја мислам да влеземе на овој влез, да не идеме на другиот влез, што така може да се зезнеме. Океј, влагаме во Прилеп со 9 минути по навигација, а имаме 11 минути до тачдаун. Значи минута и нешто сме побрзи. Но тие минута и нешто подобро да ги потрошиме кога ќе влеземе веќе кај центарот, Кај си пред смртен семафорот. копче некој. Еве го Март. Ало? Е. Зете да ме заебаваш ти. Еве сум во само што влеговме у Прилеп. Да, ме оти нема коли, оде кај се коли? Сега доаѓаме ние, на утрка сме. За 10 минути таму. Да. Имаме 11 минути да стигнеме до таму, возиме. За брзо ќе ги видиш колите. Ајде. Ајде. Океј, 9 минути со Еј, 10 убас. со 10 и пол минути. Значи на враќање оставаме бројче. Многу крнтав. Да, многу беше скапо. Што вика математика? Значи 2,3 километри, на следниот кружен тек треба да вртиме десно. Тоа е некаде на 200-300 метри, мислам. Имаме уште 10 минути до целта да стигнеме, за да бидеме точно на време, а по мапа сме 8 минути. Тоа е доволно просто. Од медиумски екипи да речам, не знам дали сигурно биле некои други на рели? Може би? RPM сигурно бил. Поздрав до Кира. Нека ни пишат. Нека пишат во коментари. Значи сега како е ситуацијата? Имаме 9 минути до точка Б, да речем. Веќе ја ситниме. Ја ситниме, а уште 7 минути по мапа. Дури може на кружниот тек да свртиме едно 2-3 круга. Што мислам дека не е лоша стратегија. Па сврти еден круг, ја мислам. Пошто е него семафората, десно е таму кај што треба да застанеме. Аха. Дури може и уште Уште еден. еден круг. Да ни се сврти малце. Како вика Миле Панека, не поише од 3 пати, не поише од 3 пати. Имаме 900 метра, 6,5 минути за да ги поминеме. Се надам дека судиите не гледаат. Судија, Бидејќи правилото е ако ве гледа судијата, тогаш може и да дисквалификација. чекате, да, дури. може и дисквалификација мислам да добиете. Или беше дисквалификација ако си дојден веќе со картичката, не ја куцаш, чекаш. Ќе видиме. Аха. Нешто Не, така нема беше. да видиме зашто нема да оправиме ние Може тоа. некој друг ќе направи, ние не, кај тоа ние не, никако. 5 минути. Комбето на ВМ ли е она? Да. Таму треба да идеме рано сега. Епа, да Ние свртиме десно ќе десно. отидеме и онда има бензинска ќе Епа, свртиме. помош. Колку минути треба да отепаме? 2. Колку круга во кружен тек се 2 минути. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Значи кога ќе дојде 18,5, тогаш ќе идеме.
Се колку имам? Броиш ли ти круговите или не броиш? Не, ова е трет круг. Да не ти се сврта мало? Трет круг. Кај у седмица ти се сврти, не смие. Ова е четврт круг. Шаран ни помага да втепам. Да. Ајде, минута и пол. Чекај јас да си ја Газ. држам на готов с картичката. Што не знам дали е зелено десно таму. Газ. Чекај јас да сум спремен за десант. Ајде, минута. Срцево. Полека, минута. Не можеме од Онде десно треба да влезеш. Каде? Онде десно кај што се качуваат луѓето. Овде? Да. Ке нема да фати. Чекај, пешаци има. Да, имаш и време. 30 секунди. Ајде, вај. Газ. Кај треба? Таму? До него? Да. Добро. 15 секунди. 15 секунди. Ајде. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Браво! Таму сме? 1,20. Па нешто 28 рекоа, а? 1,28. Како бе 1,28? Значи, саатот е толку. Саатот е толку. Не, добро. збориме за... Не, нашето време колку е дали Не. гледате на компјутерот. Ама ми се преврте срцето кај 8 минути Ние покасно. тука правиме Ние калкулации. правиме калкулации до последна секунда. Тука сме на плоштадот во Прилеп. Стигнавме изгледа точно на време. Да се надеваме дека тоа е така според нашите. Може и да победиме. Да, може да изгледа и да победиме на крај. Ќе видиме. Неочекувано, ама добро неочекувано како за прв пат. Ама добро, може и дека first time luck, може и дека заради тоа да сме доста точни. Ама и добро, сај добри шофери сме. Имаше неколку кружни текови у играта, повеќе пати свртени. 15. 15 на 20. Ама важно е да се стигне точно на време, тоа е целта. Така е, така. Во меѓувреме стигна и другите возила, што ќе може овде да видите. Овие се скоро сите истите кои што тргнавме заедно, но ова само што пристигна и е нешто ново. И ова е на вистина добро. Изгледа во фабричка состојба, да видиме внатре како е. 66.000. 560 година, Аха. engineering by Teamster, Венс. Што значи тоа? Пакет? Специјални пакети се тие, Teamster. Ајде да го видиме. 8 цилиндри. Како се познава дека олдтаймер се сака, има Continental гуми, хромирани оригинални бандажи. И Тоа багажникот ми треба. фантастично изгледа. Изложбата во Прилеп што туку заврши со сменети места. Јас возам до Крушево, Стефан вози утре. Точката на поаѓање кам маркет во Прилеп, колку што разбравме таму имало некој голем паркинг. Па ќе видиме. Да, каде што ќе може да се куцнеме и да почнеме со мерење на време на последната третата етапа. До сега мислам дека до секунда ги темпиравме да видиме. Ништо чудно и ако победиме, мислам. Па, за, може би. Да видиме последната етапа како ќе ни помине. Се надам дека немаме казни, тоа ќе видат ќе ни кажат судиите. Вечер е дефилето, ако добро разбрав, и ќе ги дознаеме резултати. Посакајте ни среќа да видиме третата етапа како ќе ја заокружиме. Се гледаме на стартната линија. После неколку добри муабети со учесниците на релито, се запознавме, се најдовме кој од каде е, како е, што е, како влегол во овој спорт и на вистина за мене конкретно, верувам и за Стефан, еден сон што го живееме моментално. Стварно е нереално ова што ни се случува денеска. Многу позитивни емоции и познанства. И ми е многу драго што познавам ваква екипа и сакам да ви кажам на тие што гледате дека овде можете да бидете и вие. Ова не е некој специјален круг на луѓе. Овде се нормални луѓе кои што имаат возила и сакаат да си поминат еден викенд добро. И што е најинтересно, баш конкретно оваа дисциплина е можеби најпристапниот вид на мотоспорт за сите. Бидејќи ако може луѓе да возат со фиќо, со застава, со југо, значи може и со нешто, ете да речам, помодерно, Да. така да. Верувам дека секој може да се снајде во ова, не е некоја си да речам технички, преголем технички надпревар, да речам треба да имаш некакви скилс, да дрифташ, да правиш она hill and toe, како сега на македонски. Едноставно се работи за одлична група на луѓе со одличен дух и со искрен ентузијазам. Како што повеќе денеска застануваме и повеќе разговараме, се поевидентно е тоа.
би ми било драго доколку и вие што пратите во некоја следна прилика дојдете со нас на некоја ваква рели низ Македонија. Навистина се учи многу. Тука се збори за историја на автомобилизмот, за општа историја. Стигнавме до тето како функционира целата за време на Втора светска војна и така натаму. Мислам стварно е еден одличен настан. На крајот на криштата ние сме битија кои што се прават преку приказни. Каде е подобро место за дознавање за интересни приказни одошто на некој ваков собир. И на нашиот канал, секако. Се слагам. Океј, сега следна етапа е излагам, го штракнувам картичето и возиме 40 минути за Крушево. Во Крушево ќе биде дефилето и се гледаме или по пат или во Крушево. Инаку преска во Прилеп на Кам маркет каде што бевме застанати, бевме паркирани до Слонот, тука негде во генерација со ова возило и може да се примети всушност колку се различни тие два автомобили во духот. А иста класа. Слонот е многу повисока предница, многу поразличен концепт, мислам дека дури и подолга, а ова е навистина како модерна петка. Толку е долга. Дури можам да кажам, да, модерна петка дефинитивно. Мене секогаш ми било тоа фасцинантно, кога ќе влезеш во постарите модели на еден бренд, да пробаш да разбереш како успеваат во различна генерација да го донесат истиот, да речам, мелос, истата идеја. Верувам дека многу поспортска вожња има од S-класата, од Слонот. Најверојатно и така е. Сега, нели, сите зборат за удобноста и комфортот во Мерцедес. Да, неспоредливо. Така да, ете, се си има свое. Се си има свое. За луѓето кои што сакаат спортска вожња имаат бренд, за луѓето кои што сакаат комфор имаат бренд, за луѓето кои што сакаат престижен комфорт има и за тоа бренд, Rolls-Royce и така натаму, а оние што сакаат комфорт да не сакаат многу да платат имаат француски возила. Интересно е како секој бренд си се позиционирал и до ден денеска си ја држи групата на луѓе. Жалосно е што сега со овие електрични возила многу работи се пореметени, многу лесно се стига до ексклузивитет, да речам. Дури сега веќе не е ни толку многу важно брендот колку што е важно што има внатре автомобилот, каква опрема има. Разликата кај електричните е колку опсегот. Сега нема толку драстични разлики како нели кај овие возила од кола до кола, од бренд до бренд. Убрзувањето е Имаш не е таблет, проблем. има таблет, секој Да. има таблет огромен. Кочи сама, врти сама, Да. автотемпоматот е секаде скоро, некаде функционира во нијанси подобро од на друго место. Повеќе се сега боите, како изгледа, колкави бандажи има, curve appeal, што викаат американците. На 30 да трна. Да нема гужва таму пред гол. Не бе, па тргни ти вози само поспоро. Поспоро вози. И тоа е тоа. Да. Да, вози поспоро. Ама некако брзо поминува време. Со добро друштво. Од ВМИ, ајде убрзај се ако не, А? да не. Убрзај. 400 метра. Тука десно? Да. Хотел Монтана. Нека дојде на 49, ја мислам дека Да. една минута е само. 200 метра. Не видов. А не се Добро, гледа, полека. не гледа. Полека Не гледа беше? тереј. Добро, да, ако не гледаш, не морам да возам 200 тука. Каде е тоа? Не, целта. Добро. Малце сме порано. Требаше доле да... Добро, добро. Каде е картичката? Тебе, Каде е картичката? Ајде. Возите и горе се паркирате. Картичката не ми треба? Картичката не ми треба? Не, ти треба ќе ја земеш картичката Аха, и идеш право. Да не ни ги помеша. Лево вртиш и се паркираш кај другите возила. добро. Сега да ја почекам да ми ја дае? Да, да те да. Вер, Што? Ја куцна? Ја куцна? Да. Океј, малце стигнавме порано. Некои помалку од 50 секунди, мислам дека тоа не е голем пеналти. Ке видиме.
Ќе видиме. Ќе видиме за кратко. Останете со нас. Хотел Монтана. Сите стигнати живи здрави. Сите коли на број. Има уште некој позади нас. Многу ме интересира кое време го имаме постигнато. Навистина одличен настан. Не сум знаел дека нешто вакво може толку многу среќен да те направи. Ќе победиме ли се? Малце на крај прерано стигнавме. Мислам дека Ентузијазмот не... да, не понесе. Мислам Да. дека не е толку страшно. Мислам дека сме многу малце порано стигнати. Ќе видиме. Тесно ќе биде изгледа. Вау! Хе-хе! Инаку ова е оригинално фикел со оригинална боја, не префарбано во 99% би рекол оригинално. Г класа, штрак. Во категорија Young Timer, третото место го освоил Абдула Шабани од Олтаймер клубот ВМ Класик. Повели и нека е со среќа, честито. Второто место Зоран Груев, Олтаймер клуб ВМ Класик. Повелете. И првото место во Young Timer категорија тимот на Road Machines. Повели. Честито. Првото место во Олтаймер класа 2 Зоран Даневски, Олтаймер клуб Скопје. Честито. Првото место во категорија Олтаймери класа 1 Златко Најдовски клуб Ретро Лайф. Првото место во клубови оди на клубот Олтаймер клуб ВМ Класик. Ке го дајме на Кирка ми да се повесели. Ајде. Недела наутро, тргнати кон гумење со целата екипа. Победничко утро. Победничко утро. Тимот на Road Machines е прво место на Young Timeri. А групата, како се чувствувавте вие вчера? Јас мислам дека беше неизбежно, сепак моравме да станеме малку скромни, нели? Мислам голема беше Али достаточно супер. стварно бевме точни. Да, супер си поминавме. Ете, не знаевме дека може да биде забавно и така Да. побавно возење него Google Maps. Сакам да се заблагодарам на мама, на тато, на сите што ме Да. гледаат. Пред малите екрани. Не, шала на страна, многу убаво си поминавме, мислам, многу ми е драго. Ја прв пат се напреварувам во Во било нешто. што. Прв пат бекар добил. Не, прв пат се напреварувам и прв пат бекар добил. Мислам, местено, нормално, знаеш како се. Мора да им се Тука пушти снимаат, нешто, мора да. нешто да им дадат. Да. Моментално ќе одиме на гумење, од гумење одиме потоа во градско. Еден од учесниците кој што моментално е пред нас со портокаловото Фичко 750 еле, кое што патеме во оригинална состојба, не е префарбувано. И внатре е исто така оригинално. Е собственик на еден од кафичите во градско каде што ќе застанеме. Подоцна ќе ви го покажеме местото. Таму ќе имаат можност луѓето да дојдат и да ги видат автомобилите кои што се учесници на ова рели. Потоа се враќаме кон Скопје. Па се гледаме од гумење. Кога Road Machines би биле Top Gear, Стефан би бил Стиг. Затоа вчера ја поише возев за да може он да се одмори да се припреми за овој настан денес што ќе ви го покажеме. А тоа е Спретно возење. спретно возење.
Да видиме колку ги сме спретни у седмица. Седмица, да. Со е малце крут волан поради некоја причина. Да. Има неколку чунови поставени, ќе треба да се прават осмици, паркирање нанапред, паркирање наназад, повторно осмици и враќање назад до целта. Мислам дека туркање на чун е дисквалификација или Така нешто е. уплување на патеката беше Да, дисквалификација, да, а чун е негативни поени. Негативни поени или екстра време, мислам. Ајде да видиме кој ќе биде победник. Ја типувам на Стефан. Фала за довербата. Да бевме со тоа, со тикото, добро ќе беше. Ама како и да е, мислам дека тикото е стварно најспремно. Конкретно за ова. Бидејќи е најмало, има кади. Па да, и нема да ниша многу при нагли и странични движења, Да. спортска амортизација. Ќе видиме. Сега се одјавуваме и да видиме како ќе се одбива надпреварата. I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk in. Baby, why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type, but that ain't what I like. I need a man who knows how to speak, so talk to me. Yap on the phone with your daddy till dawn. Fishing with your buddies, going on and on and on. Those fish hear more than me. Cat gets your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type. That ain't what I like. I need a man who knows how to speak. Oh, you think you're the silent type, but that ain't what I like. Навистина интересно, нели Стефан? Тешко е позади волан. Тешко е. Ама ќе треба да спремиме едно тико. Мора да спремиме едно тиркизно тикче. Одма ни кажа што треба да правиме, кој е тико да го земеме, веќе ги има тие бандажи, Кој кафес, кој амортизери, кој амортизери, да, кој мотор може да се стави во замена, како треба да се прави генерален сервис од кога го смениме моторот, бидејќи е малце комплексно, очигледно ако ставиме нешто внатре друго, освен моторот на тикото ќе треба да се вади за менење на каиш. Ама со оглед на тоа што нема многу да се вози, може да не се вади толку многу, да. Да, е готово. Или често ќе го вадиме или нема да го вадиме. Да. Океј, се одјавуваме од тука и следно се гледаме во Градско. Завршивме на гумење, како што може да видите се спуштивме низ тесните улички на Крушево, кои што се автентични за тој град. Крушево секогаш ми оставил фантастичен впечаток. Сакам највеќе да го посетувам во лето поради тоа што е поладно отколку во Скопје. Дефинитивно попријатно. Попријатно, да. Са Бајлер ни беше ладничко, сега ни е веќе топло. Работат моментално климите. Не освоивме ништо. Сепак не сакавме да ги земеме сите пекари, да останат за сите. Доволно ни беше вчера, сепак на првиот ден. Да. Наместивме да не ни се падне.
Океј, јас сакам со Стефан да направиме еден момент нас кои возила највеќе ни се допадна. Ја би направил на пример кои се 3 најдобри на пример олдтаймери, најсредени да речам, и после тоа можеме да кажеме кој највеќе уживаше во своето возило на текот на ова патување. Според тебе што мислиш, кои се најсредените, највистинските олдтаймери од целата оваа група на возила што извозев? Вака сега, иако морам да го издвојам, иако нели не возеше со нас на целата дистанца, сепак Jeep Willys е можеби најавтентичното олдтаймер возило во оваа група. Со најинтересна историја. Со најинтересна историја дефинитивно, за да ја дознаете таа, здравје, ќе го снимиме, ќе ви ја раскажеме. Follow, subscribe, like, share, Све. се направите. Тоа ти е на тебе number 1. Па тоа би го издвоил поради самата автентичност на возилото, или како што спомнав. Дополнително би го номинирал Мерцедесот на Злате Бенз. Да. Значи, дефинитивно возилото е правени промени за да биде повозливо во денешноста. Ја извозе вчерашната тура без никаков проблем. Да. Дворешноста е автентична Да. и тоа ја прави привлечноста и затоа те би го ставил на второ место. Number 3. Трето место, малце тешко е за трето место, има многу конкуренти. А ти што би одбрал? Вака, јас ќе ги подредам според оригиналност. Мислам дека Вилисот според мене би бил на второ место, бидејќи мислам дека не е во целосно оригинална состојба. Иако се на него оригинално, мислам дека е префарбан. Може да не сум во право, ама мислам дека е малку дотеран за да стигне до тоа ниво. Не верувам дека види, со го оглед гледаме како од, мислам, тоа е во оригинална, зборам во, препоставам во техничка состојба, сите делови на него, ама мислам дека е малку, нели, посреден за да биде за да изгледа тоа што е. Добро, знам се што ќе кажеш. Да, знаеш. Знам што ќе кажеш. Место Ама 3, види, место 3. извини, ќе морам да те прекинем само. Ајде. За возило што е, значи, во одредена година било на одредено место, ќе Да. го знаете каде. Да. Значи, не е греф да било еднаш префарбано. Значи, имаме други воопшто не е олтаймери спорно. што биле неколку пати префарбани. Да. Не е тоа спорно. Затоа е второ место е сепак високо место, да се разбереме. Добро. Трето место според тоа како изгледа, Која ти е оваа методологија? Второ, па трето, па прво? па да, Правиш нешто... малце така да. Да. За да можам да објаснам зошто го ставам Ајде, возилото на прво место, тоа што е на прво место. На трето, нормално Мерцедесот на Злате Бенз, затоа што е одзема здив кога ќе го видиш. Не се гледа секојдневно. Децата од овие генерации што се сега последните 10 на 15 години родена, мислам дека на вистина освен на интернет не може да видат на друго место таков автомобил. Таков види, автомобил и не многу може да видиш мене паркиран некаде. Од нашата генерација. Да. Исто Некаде, како и да. Вилисот што не можеш да го видиш паркиран некаде. Да. Треба да биде некое вакво специфично возење за да можеш да го видиш. Јас на пример за првото место морам право да објаснам. За мене класик е оригиналноста на самиот класик. Тука имаше неколку автомобили што беа на вистина оригинални. Како почесно место би го спомнал Фикулето Портокалово од Градско, кое што е во целосно оригинална состојба со оригинални седишта, но сепак тоа е возило што може често да се види на нашите улици. И затоа првото место ќе му го дадам на E20 Cats BMW-то. Нормално. Затоа што е 50.000 километри, внатре мириса на автомобилот како кога бил произведен. Мириса на Баварија, на фабриката. Мириса на Баварија. Не е толку важно дека мириса на Баварија, него мириса на оригинално. Замисли колку многу работи требало да се погодат за тој автомобил да остане во таква оригинална состојба. Значи требало тој што го купил да го сака, да има гаража, 50 години да има гаража, да не се чукне возилото во тоа време, да се извозат 50.000 километри и вториот газда повторно да го земе и да го чува така како што И пак треба. да има гараж. Да. Така што затоа сметам дека е на прво место. Тоа најчесто тие возила што се толку сочувани имаат најмал број, нели, на сопственици. Да. Затоа што со бројот на сопственици пропорционално расте и ризикот, значи возилото да не биде во, Да, нели, пошто не секој ги има сите тие услови или па желба или па знаење токму така. како да го одржува Во однос на тоа кој можеби највеќе уживаше во возењето. сопственикот на тикото, посебно на денешниот настан. Имаше шлајфување на гуми. За вчера би го издвоил господинот со фиќото со две турбини. Тука те чекав и кај мене во топ 3 Со две турбини, со значи две ќе турбини. објасниме што Ќе значи. објасниме да тоа што значи. Тоа е жолтото фиќо кое што има Пепито дизајн седишта внатре, целосно е реставрирано и има исто така табличка од Нью Џерси. Да, и постојано се вози со отворен заден, како да речам, не е тоа багажник. Да.
капак или отвор Капак, за, да, за отвор. моторот, за да има плюс 5 до 10 коњи. Носов се вози во спорт мод, сакаме Да. да кажеме. Јас имам уште едно, кој што мислам дека under the radar, односно никој не помисли дека можеби најдобро си поминува, а тоа е моментално 560-ката SL пред нас. Добро, иако неколку пати беше со отворена хауба, нешто се тука, што Да. стелуваше лергас, нешто. Можеби имаше најголем доживљај низ целото тоа возење, доживување. Но самото тоа што е кабриолет, да бев јас на местото на возачот, ќе го спуштев и мислам дека ќе имав најдобро уживање. Мислам дека можеби, иако имаше најголем потенцијал ова возило за времето што ни се погоди. Да, а не беше баш искористено до... Да, не беше искористено до Барем крај. според наша замисла. Да бев јас да го возев, јас ќе го возев со спуштен кров. Така што тој влага во мојата топ 3 листа. Рангирање. И еве го, изгледа го урочивме. Да, Мораше да нешто- застане нешто селото. застана. Нешто има проблем. Од тука сега продолжуваме кон Грацко. Грацко ни е предпоследната дестинација, пред да се вратиме за Скопје. И ништо се гледаме таму. Се гледаме во Грацко. И како и секоја добра приказна, и ова мора да има крај. Овој пат во Грацко. Марко, сакам многу да ти се заблагодарам од се срце, затоа што ни се исполни една животна желба и на мене и на Стефан да учествуваме на еден ваков настан, да се дружиме и да се надпреваруваме. Најинтересниот и најубавиот дел за кој што јас се ежам на пример во моментов е тоа што ние успеевме дури да освоиме нешто. Јас прв пат се надпреварувам и многу ми е драго што успеавме и стварно нешто и да направиме со тоа. Ти си еден фантастичен лик, одличен карактер, знаеш точно како да реагираш во било каква ситуација и ние целиот овој настан го поминавме без апсолутно никаков проблем. Се беше глатко, јас се чувствував како да се возам во најудобниот воз што патува од едниот крај на светот до другиот. Уште еднаш многу ти благодарам за тоа. Пред да завршиме, дали има нешто што остана некажано? Сакам многу да ви се заблагодарам во моје име, во име на председателот и во име на Олдтаймер клубот ВМ Класик за дадената поддршка на Рели Настанов и ви завидувам на тоа колку брзо го свативте начинот на надпреварување и успеавте да освоите прво место во класата Олдтайм Young Timeri тоест. Успеавме стварно бидејќи навистина ова не е комплексно како што изгледа пред да почнеш, апсолутно едноставно, не мораш да имаш некои претходни знаења во рели за да можеш да се надпреваруваш и си поминеш многу убаво. Ние често знаеме на пример викендите да ги трошиме ваму, таму, онаму. Никогаш не размислуваме дека со нашето возило можеме и да направиме поголема, поинтересна дружба со луѓе кои што се исто така ентузијасти, исто така ги сакаат колите како што ги сакаме ние. Кој е следното рели? Наредното рели е ВМ Класик Балканс, кој ќе се одржи од 22 до 25 мај. Тоа се петок, сабота и понеделник. Од Скопје и ќе заврши во Мостар, каде што се одржува една голема изложба. Вие немој да чекате. Веднаш да аплицирате, бидејќи бројките се ограничени. Навистина ние би сакале со сите да се дружиме, но едноставно тоа е невозможно. Затоа бидете брзи и пишете му веднаш на Марко за да може да си го закажете вашето место во тоа рели. И до тогаш останете ми со здравје, бидете ми поздравени, направете еден лайк, шер и сабскрајб. Тоа кошта 1-2 секунди. Ви благодарам многу ако успеавте да го изгледате ова до крај, а се гледаме на некое следно рели. Поздрав! Swing those hips around.